Здраво на сите, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за една професија со председателката на комората на таа професија, а тоа се луѓето кои што можеби ја вршат најозогласената професија во Македонија, а тоа е извршувањето. Затоа здраво ќе кажеме на председателката Весна Деловска. Здраво. Значи, веројатно ќе предизвика голем интерес овој разговор, бидејќи извршувањето, како што реков, е на лош глас, бидејќи голем дел од граѓани се засегнати, но засегнати се пред се затоа што се судираат со плаќање на така наречените комунални предмети. Некој не платил сметка една, две, некој не платил сметка пред 20 на година, па му доваѓа налог за извршување, додека оние што ги добиваат парите најчесто си молчат сладко, бидејќи штом се наплатат, веќе не ги интересира дали извршителите се добри или лоши за системот. Значи, големи контроверзии и интерес предизвикувате во јавноста, но пред да почнеме да зборуваме за како, например, од 1000 денари извршувањето станува 10.000 денари, за нешто што беше актуелно изминатава година дена, тоа е Уставниот суд укина еден дел од законите што се однесуваат на ограничувањето на извршувањето, се укина застарувањето, но остана камати, односно каматите да се изедначуваат со главниот долг. Ајде да објасниме првин што укина Уставниот суд околу застарувањето и што значи сега сето тоа за сите оние граѓани што имаат предмети за извршување. Најнапред благодарам за поканата. Еден од ретките новинари кои многу темелно ја обработува години наназад темата, проблемот и перцепцијата на извршителите. Ке тргнеме веднашка со одлуките и проблемот што настана со измените на Законот за облигациони односи. По иницијатива на група пратеници беа изменети 4 члена од постојниот Закон за облигациони односи. Едниот член се однесуваше на висината на каматата. Во моментот законот се смени и покрај тоа што имаше иницијативи на таа одредба, односно на тој член, немаше иницијатива. Да се поништи. Да, каматата остана од тогаш кога се донесе и веќе се применува. Во моментот кога каматата ќе го достигне износот на главното побарување, таа престанува да тече. И ова е еден бенефит и резултат на таа перцепција, од ние со години се бориме и се убедуваме дека сме некоја средина. Значи, јавна професија е извршувањето. Ќе зборуваме за значењето на извршувањето, бидејќи тоа е економска категорија и спроведување на правото, бидејќи не може судска одлука да се спроведе ако нема кој да ја спроведе во граѓанските парници. Тука се извршителите во суштина да ја спроведат одлуката на судот во граѓанска постапка. Во кривичен закон се знае државата е спроведител, односно друго, да. Но во граѓански извршителите ја спроведуваат. Така е. И овдека се со самата одлука, со самите тие одредби, веќе се постигна еден вид на праведност, да кажем. Точно заради вашиот увод, дека имало предмети кои 19, 20, 25 години. Проблемите настанаат точно со висината на каматите. Сега што вака, јас имам долг од 1000 денари, каматата се пресметува на 1000 денари или во овој долг влегуваат адвокатот, извршителот, значи другите действијата што ги презема извршителот, па врз основа на тоа се пресметува каматата. Како оди? Или на 1000 денари само? Ајде да го објасниме тоа. Доколку имаме две сметки за неплатена некоја комунална услуга, двете се по 500 денари, вкупно е 1000 денари. Тоа е основица од која ние тргнуваме и тоа е главен долг. 1000 денари. Порано таа 1000 можеше да оди со неплатена камата и до 20.000. Но во моментот, одредбите што се сменија, таа 1000 може по основ на камата да биде плюс 1000. Еден и еден се 2. Сега, во делот на извршните действија, награда, трошоци, адвокати, основицата е 1000, а секое наше действие си е определено по тарифата. На тоа не се пресметува камата? Апсолутно, на нашите трошоци нема камата и без разлика.
Значи, и нашиот дел, и нашите действија, и покрај тоа што се превземени во некои предмети пред 10 или 12 години, изготвувањето на налогот, доставата или сето тоа, на извршните трошоци не се пресметува камата. Добро, значи да рачистиме. 1000 ми е долгот, 1000 стигнува камата, 2000 ми е основицата, вие врз основа на 2000 си преземате акт, действија, влегуваат тарифи и сето тоа, но нема камати на сето тоа. Добро, тоа го рачистивме. Ни тука и извршителите во делот на действие и трошоци и награда, ни тука и адвокатите. Ќе зборуваме за структурата на сметките што ги плаќаат граѓаните при извршување, бидејќи сите сме потенцијални муштери кај вас. За жал, бидејќи не се знае животот што носи, може да не можеме да ги сервисираме. И ние самите, себе. Да, ќе зборуваме и за тоа, но да се вратиме на застарувањето. Што донесе Уставниот суд околу застарувањето? И зошто толку беше тоа важно за бизнис заедницата, но и за извршителите? Ке ви одговориме на тоа прашање. Во уводот кажав дека група пратеници тогаш направија измени, предлог измени, по скратена постапка тие измени ги се изгласа во собранието и веќе добрите правници, односно правниците, ние кои сме чинители во правото, веднаш предпоставивме дека ова ќе создаде многу големи проблеми. Ова е приликата да објасниме на сите гледачи и мислам ке допре до народот дека постојат повеќе видови на застареност. И во Законот за облигациони односи, кој јас сакам да кажам дека правниците знаат, Законот за облигациони односи е срцето на правото. Тоа е еден обемен закон кој е сочинет од некаде 1300 членови. Некако добивме впечаток дека некој многу лесно влезе во измена на 4 члена. При тоа занемарувајќи една цела глава во тој закон која се однесува на застареност, тек и прекин. И дојдовме до една ситуација да се сменат тие 4 члена, без при тоа да се внимава дека наназад има уште 30 членови, па се тие 4, па нанапред има уште 30 членови. И дојдовме во состојба, ако тоа така останеше со измените, ние свесно влегувавме во кршење на закон. Почитувајќи ги овие 4, свесно ќе кршевме оние првите 30 и последователните 30. Но, кога реков дека има повеќе видови на застареност, треба да знаат граѓаните дека има застареност за покренување на постапка. За да дојде предмет до извршител, претходно треба да помине една друга постапка. Дали тоа ќе биде судска постапка, па ќе се донесе пресуда, па дури тогаш ќе се дојде кај извршителот, или зборуваме за комуналните предмети, тоа се платните налози. Значи, повторно се почнува една постапка кај нотар, треба таа првосилно да заврши, па тој првосилен и извршен нотарски акт, односно платен налог, да стигне кај извршител. Но сакам да напоменам и нешто друго. Постапките во суд се водат, кај нотарот се водат. Секогаш кога таа постапка првата ќе заврши, секогаш се остава еден доброволен рок за исполнување. Дали е 8-15 дена. Да, ма ако не знаеме дека сме на суд завршили кај нотар, веќе сме сме дошли на извршување. Например, се случува, тоа се за старите комунални предмети кои што не сме информирани, а никој нема да чува 25 години хартија, иако, еве, например, кај мене во домот, мојата мајка ги чува сите потврди за платени сметки, затоа што се плаши токму од ова што се случува на голем број граѓани. Едноставно, пред 20 години некој не платил фактура, или можеби платил, ама нема евиденција ни во фирмата, а нема ни граѓанинот дека платил, бидејќи нас, кај мене ми се случи, односно на мојата сопруга, плати казна на полиција, полицијата повторно дојде по година дена казната со закана дека ќе завршиме на извршител, да ја платиме казната, ние го немавме ливчето да докажеме дека е платено, во полиција немаше исто доказ, па моравме повторно да ја платиме за да не завршиме кај вас извршителите. Како во овој момент граѓаните ќе знаат дека треба да платат за нешто што пред 20 години ги информирате, имаат ли право да бидат информирани и што значи информирање во овој случај? Значи,
проблемот и целата перцепција на извршителите со, па да речем, устрите зборови со кои сме етикетирани, настана точно во тој период. Во 2011 и 2012 година настана едни измени и тогаш преку ног се одлучи да се укинат старите извршни оделенија по судовите и сите заостанати судски предмети извршни да се прифрлат кај извршителите. И ние тогаш по нашите канцеларии добивавме илјадници предмети. Се проценува некаде дека над 300.000 предмети се во Мислам дека прашање. се и повеќе, бидејќи никој не излезе за да кажа колку точно. Може да имаме ние податок и да на Скопското апелационо подрачје, но да не заборавиме, имаме 4 подрачја, така? Апелациони. Секој суд немаме таков официјален податок. Проблемите настанаа тогаш кога ние почнавме да издаваме налози, граѓаните почнаа да доаѓаат, точно со овие зборови кога вие велите може би е платено, заборавено, и точно е дека секој од нас, вклучително и јас, почнавме да создаваме архиви со кутија и дома и со папки. И како не ни застареа тогаш долговите? А што е тоа, еве, да се вратиме повторно, ќе ве вратам на застарувањето. Значи, може, почнавте да објаснувавте, па скокнавме на една друга тема. Значи, во моментов не може да застара долгови. Почнавте да објаснувате во моментот на покренување на постапка за типовите на застарување. Ајде да објасниме, бидејќи мислам дека не е доволно јасно во јавноста се ова. За пружителите на комунални услуги, тоа се сметките за струја, за вода, за парно, телефонијата, кабелски оператори. Сите тие сметки, доверителите, треба има рок од 1 година. Значи, доколку во рок од 1 година од неплаќањето на сметките не поднесат барање кај нотар, односно порано во суд, тогаш застарува. Значи, јас ако сега, еве сме март, не платам сега мартовска сметка, наредната година во март, во февруари, значи после 12 месеци рок во кој пружателот на таа услуга треба да започне постапка. Таа постапка започне, значи. Да ја започне. Ако не ја започне, застарено. Тоа е застарено. Готово. Да. Значи, ако не ја започне, сега, од кога ќе започне, што се случува? Се случува. По 12 месеци ми ја започне. Еве. Ја започнува, нотарот по 11 месеци и 30 дена, еден ден пред да истече застарувањето. Па и не чекаат толку. Добро, има веќе случај дигитализирани си, веќе чекаат за неплатени 4 или 5 сметки, веќе се започнува постапка. Започнува таа постапката каде што веќе си се вклучува нотарот. Поднесуваат предлог за издавање на нотарски платен налог, нотарот е должен да изготви решение. Тоа решение си има одредби тама во Законот за нотаријатот, треба да го достави до должникот, до граѓанинот, треба да измине рок определен. Ова вие што рековте, дека мајка ми ги чува дома тие сметки. Ако навистина е платено, во рок од 8 дена да приложи кај нотарот, вие сте побарале да се издаде платен налог, не бе, аз тие сметки ги имам платено. Тогаш таа постапка завршува. Но, во делот на судската достава и доставата кај нотарите, имаме едно законско решение кое вели: доколку нотарот или судот се обидел да направи достава и доколку 2 пати е таа безуспешна, во тој случај нив законот им дава право да огласат на огласна табла. И тамо на огласна табла седи 15 дена и после тоа нотарот става печати на правосилност и извршност. Значи сите треба да одиме да проверуваме дали сме на огласна табла кај некој. Значи јас ви цитирам постојни законски одредби. Значи нема логика се ова. И затоа ова го кажувам. Зошто е повторно, ќе речам, ударот кај нас. Ако тоа заврши, ако тој платен налог стане правосилен и извршен, доаѓа после кај извршител, и затоа граѓаните после велат: јас појма немав од кога дојде извршителот, како извршителот мене ме најде, а претходно тие не ме најдоа. Логично прашање. Сосема логично и на место. Бидејќи ги внесуваме предметите, се изработува
Вообичаено е, кога ќе го видиме предметот, имаме податоци, матичен број, име, презиме, адреса. Веднаш ќе имаме можност електронски да провериме по матичниот број, веднаш гледаме ние дали е граѓанинот работоспособен, па проверуваме во Агенција за вработување дали е вработен или веќе е пензионер. Тогаш проверуваме дали е пензионер. За да не ги билдаме трошоците, првиот налог ќе ни биде во таков случај, ако е вработен према работодавецот, ако е пензионер, го упатуваме кон фондот за пензиско осигурување. Доколку е случај да не е ниту едното, ниту другото, многу е скапа постапката да дојдеме до трансакцијска сметка. Ја имаме и таа можност. Но тоа го плаќаме према клириншка куќа КИПС, 500 денари од една трансакцијска сметка. Веќе почнуваат да се создаваат трошоци. Така. Тоа се трошоците во случај да не скокаме, да останаме на застарувањето, па ќе одиме на трошоците. Одиме, значи, во прва. Втората застареност. Втората застареност. Значи, ако мене не ме дадат на на нотар или на суд во рок од 12 месеци, мене ми застарува сметката. Но еве ме даваат после 11 месеци 30 дена и јас почнувам да доаѓам на извршител. Кога сега второто застарување, има ли второ застарување, втора можност? Тоа беа измените во Законот за облигации кој падна на Уставен суд, кај извршител. Тука имаме прво тој што го има платниот налог веќе правосилен или пресудата, има рок од 10 години да ја донесе на извршител. Значи, негова право, со тие права располага доверителот. Ние како извршители појма немаме дека некој значи, може да ја чува 9 години, 11 месеци и 30 дена во фиока и да оди камата, која што не беше ограничена претходно, си оди на 1000 денари камата цело време за овие 10 години и вие ја вади во еден момент и ви ја носи и вика повелете реализирајте го налог. Законот е таков, но се колку ќе ми поверува јавноста, не се случувало да толку чуваат. Не се случувало. Да речеме има законска можност има, меѓутоа во праксата после една година за овие предмети за кои зборуваме. Добро, ова се комуналното. Но еве јас сум доверител. Јас сум доверител и сакам да му наштетам на тој што ми должи. Ваше право е, да. И можам јас да го држам и можеше 9 години, 11 месеци. И си течеше камата. За 1000 денари можеше каматата да си се билда секоја година, па камата на камата, па мислам не, каматите си одеа значи цело време. Сега, ако не се постапи во тој 10 година, застарува предметот и веќе не може да се даде. Не може да се даде на извршител. Не може да се даде на извршител. И тогаш тоа е во суштина застарувањето со актуелниот закон. Да, но он има, тоа е за да се дојде, они предложија да биде 5 години, па да ви кажам и тоа беше прифатливо за нас. Така. Токму од оваа причина. Зошто некои предмети да се чуваат 10 години? Сега, од кога ќе стане извршна постапка, кога ќе почне извршувањето, значи, еве во тие рок од 10 години се даде на извршување. Има ли шанса извршувањето, односно тоа да застари тоа дело, односно долгот? Тоа беше борбата на иницијаторите, на дел од граѓаните. Може да дискутираме и тоа која е таа категорија на луѓе се боре извршувањето за да застари 10 години. Тука падна тоа, може и за тоа ќе зборуваме. Имаме случај, ако јас ви кажав, сум дала налог кај работодавец, ако вие сте доверител, кога се подготвувавме за емисијата, ви кажувам, пример од мојата канцеларија, рекордерот ми е, интелектуалец, вработен, го испратив налогот, работодавецот уредно ме извести дека вашиот налог е примен и истиот е ставен на ред на чекање. И беше многу убаво објаснето, вика пред вас има 43 налози. И сега малку е и црн хумор да кажам, вие сте доверители, ме прашувате Весна, кога ќе дојдам јас на ред, што треба да ви одговорам? Дека на човекот кој вас ви должи да му дадеме уште 3 животи и да му ја зголемиме платата уште 3 пати, никогаш. Затоа е тој рок зошто
Немаше логика тоа застарување. Второ, имаме други случаи. Значи, само момент. Значи, кога ќе почне извршувањето, Не застарува сега. не застарува. Не. Значи, во суштина ќе враќам се додека можам, додека сум жив. Да. А претходното решение беше ќе враќам 10 години и после 10 години фала многу пријатно и догледање ќе се рачистам пред доверителот, без разлика дали доверителот наплатил 1 денар или компир или наплатил 99,9% од сумата. И Што е? тука требаше да се внимава на владење на правото, бидејќи не се само комуналните предмети. Значи имаме ни една лепиза од различни предмети. Дури јас на шала велам, професионалната кариера ќе ми заврши, ќе одам во пензија, секој ден се прашувам уште колку не знам. Значи секој предмет си има своја специфика. И генерално да се земе, не заборавајте, за комуналните може да зборуваме. И јас би поддржала, и како комора, и сите мои колеги, би поддржале идеја да се донесат некои социјални мерки, социјален закон, бидејќи отворено кажувам, зад една група, која отворено ќе кажеме неплаќачи, таа е позадински. Имаме ние социјално загрозени семејства, на кои навистина треба да им се помогне. Бидејќи не е социјален случај само оној кој прима некоја социјална помош. За мене социјално загрозено семејство е семејство во кое, да речеме, едниот родител работи, има сопруга, има и 3 деца кои има минимална плата, например. Да, за мене е пострашно тој дел. Така. Дека човекот и сака да си ги плати, нема примања. Така. Време е за првата пауза за пријателите на подкастот. Начнавме дел од темите, има многу да се зборува. Значи, поентата на застарувањето, ајде да сублимирам пред блокот посветен на пријателите на подкастов. Значи, ќе застари ако во рок од 1 година не се да судски или нотарски не се покрене постапка за плаќање. За комуналните, за фирма меѓу фирма рокот е 3 години, 3 години, а за физички лица, човек према човек Добро. е 5 години. Значи јас например со Да вас ако се сакам да ве години. тужам во рок од 5 години Да. можам, ако имаме некој должничко доверителски однос, Како можам физички лица. така 5 години, до 5 години да покренам Фактурите така. фирма према фирма Така, се 3 години, комуналните нотите предмети 1 1 година. Од кога ќе се покрене тоа, доверителот има рок од 10 години за да го достави на извршување, Да. и тука може каматички да летат, но рековме дека е замрзнато сега горе долу и не се исплати. И тоа е некоја така, заштита тоа така. што е, за да не може да го постигна чекаш. некоја така, се исправи некоја неправда која навистина беше не по наша вина. Ние работиме и сме средина. Така. И третата можност што беше за застарување не постои веќе кога ќе влезе во извршувањето, после се извршува додека не се плати, односно до крај на животот. Да. Добро. Тоа беше значи сублимат на ова што го зборувавме. Се враќаме по кусата пауза да продолжиме со структурата на долговите, односно како 1000 денари стануваат 10.000 денари кај извршителите. Останете со нас. Секој ден е нова шанса. Мал чекор, голем напредок. Верувај во себе. Ти можеш повеќе од што мислиш. Успехот е близко. Уживај во секој миг од твоето патување. Закуска со мисија. To you. Продолжуваме со подкастов. Се надевам дека објаснивме нешто околу застарувањето на долговите, што релативно не беше јасно во јавноста, што укина Уставниот суд, што остана, видовме како што може да застари. Со нас е претседателката на Комората на извршители Весна Деловска. Го продолжуваме разговорот. Мене ме интересира и целата јавност ја интересира и тука многу сме нервозни на вас како извршители, кога ќе видиме дека за долг
налог од 1000 денари, треба да платиме 10.000 денари и се шешардисуваме од таквата сума, а сме имали и за помали суми да дојдат фрапантни налози за наплата. Зошто вака изгледа една сметка за плаќање кај извршител? Подготвувајќи се нели за подкастот, јас донесов и налози, секако се анонимизирани, во делот на комуналните предмети, значи тие ни се болната точка. Донесов еден пример колку изгледа еве за неплатена сметка за 1200 денари. Граѓанинот треба да плати вкупно 3100 денари. Тоа е вкупно што треба да се плати. Да. Со се камата, со сето тоа, се 3200. Но, сега да не навлегуваме и вовдека се е кажано колку е камата, од кога тече. Како се зголемуваат трошоците? Прво, мора да напоменам, имаме еден, во судот се вели судска такса, кај извршителот се вели надомест за обработка на предметот. Бидејќи нели предметот мора да стаса, да се обработи, да се стави во систем, треба правник да го сработи, да се изготви налогот. 145 денари не е администрирање на предмет. Добро. Спроведено извршно действие ни е 400 денари, наградата ни е 145 денари. Тоа е на ќарот што го ставате во джеп по суштина. Да. Надомест на трошоци имаме 390 денари. И сега граѓаните со право ќе речат, чекај, од каде сега нашиот труд и нашата награда е вреднуван во овие предмети помалку него што вреди доставата на едно писмо. Едно препорачано писмо е 150 денари. Но ова е налог изработен, доколку се достави до должникот, па должникот пристапи во канцеларија, ќе го плати ова. Ние мора да обезбедиме уредна достава. Така. Што ќе се случи ако се врати писмото, па треба повторно да го пратиме ние. Трошоците се 400 денари. Кога ова сите овие ставки кои ги набројав, се оптеретени и со ДДВ према државата. Значи граѓанинот плаќа 2100 денари према пружателот на комунална услуга, за извршителот вкупно има 1070 денари. Една третина во суштина. Да, меѓутоа рековме 400 денари дека ни се материјален трошок. Так. Од 1400 600. Од 600 одбиваме ДДВ, Така и значи остануваат 500. така. Остануваат 500. Е сега, на прашањето како може илјадарката да стане и 12.000, сега таков во брзината, таков предмет наедов. Се зависи дали во постапката, тоа е избор на доверителот. Рековме, вие сте доверител. Така. До одредена сума на долгот, може сам да дојдете да го поднесете барањето. Но, доколку во постапката е вклучен адвокат и нотар, и зависно од действијата што ќе ги превземаме, трошоците растат. Бидејќи и нотарот работи за своја заработка, превзема действија, и адвокатот согласно нивната тарифа, ние мора да внимаваме и на тие тарифи. Дали се правилно применети. Дали ќе бараме, рековме, трансакцијска сметка е 500 денари. Да. Дали ќе испратиме 2 писма. Првиот иницијален налог кој го доставуваме, доколку утврдиме дека граѓанинот е вработен, нека е работодавец. Доколку е пензионер, во фондот. Доколку не е ниту тоа, испраќаме налог. Ова е всушност тоа известување. Ние го велиме налог по член 96. Го испраќаме. Совесниот граѓанин веднаш доаѓа во канцеларија и вели го добив, што треба да направам. Има простор за договарање. Добро. Сега за структурата. Еве сега кој што вметнате адвокат и нотар. Колку е сега, која сума е почетна? Сега, и од колку 2700 денари, ако се израчунаат еве ги каматите, но од онаа илјадарка која рековме во првиот налог, дека ги калкулира материјалните трошоци Така. и сите действија на адвокатот, дојдовме до 1070 денари. Така. Овдека веќе ни се качува
вкупниот налог ни доаѓа 11.006. За 2000 доаѓа 11.600. Да. Зошто сега е толку Бидејќи многу? веќе има адвокат во нотарската постапка, адвокат во извршната постапка и има нотарски трошоци. И колку е сега сето тоа, колку е обременува, бидејќи вие земавте во првиот налог 1/3, а овде доаѓа дека Еве, овде повторно. основицата е 1/6. Малку е поголем главниот долг, ондека беше 1000 Добро, еве во динари. шестина, еве зборуваме 1/3. Овдека имаме наспрете веќе, овдека имаме 1800 динари, ако ги одбиеме оние трошоците 400 динари, 1400 динари за извршителот, ако ги одбиеме ДДВ-то 300, пак ќе дојдеме до 1000 динари дека е извршителот. Главниот долг, рековме дека е 2700 и илјадарката 3700, и два пати имаме адвокат по 1500 динари, 3000 е за адвокатот и уште има за нотарот, ете ги 11.006. Значи, штом заврши на нотар и на адвокат, автоматски се пумпа сметката. Има разлика од доверител до доверител. На повторно ќе напоменам, право на избор на доверителот е дали ќе има заангажирано адвокат или не во постапката. Да. Првиот пример беше кога едно комунално предпријатие нема во постапката адвокат, кога самите ги носат предметите. Имаат убава правна служба, па самите одлучиле директно одат. Так. Но веројатно и доверителите си прават своја калкулација што им е поевтино. Дали е поевтино да имаат некоја гломазна правна служба или им е поевтино да си направат ангажман на адвокати. Сепак во тој дел ја не би навлегувала, тоа си е политика на фирмата внатре. Значи, тоа е тоа. Сега, тоа е структурата во суштина на догот. Но што правиме, ајде кај вас извршителите, бидејќи вие ни бодете очи на крајот, вие сте на крајот од ланецот, колку вие можете да учествувате во билдање на сметкиве со преземање на действија кои што па не мора да ги преземете. Например, вие имате действија што треба да ги направите, например, администрирање на предметот, известување што треба да го доставите, имате награда, тоа се оние основни действија кои што секој предмет мора да ги содржи и треба да се платат во крајната сума. Но што правиме ако вие преземате 5-6 действија кои што ги имате според тарифникот кои што се плаќаат и наместо да преземете 1-2 действија, вие преземате 6-7 и тоа дополнително. Што правиме во тој случај? Има такви случаи? Има и сега ќе ви кажам зошто. Првиот налог го добиваат да има блокада. И доаѓаат и велат, може ли да ме деблокираш, ќе уплаќам по секој месец ќе уплаќам по една рата. Прифаќаме тоа. Си даваат изјава, да, јас го признавам долгот и ќе уплаќам. Веќе сме однеле блокада, треба веќе да однесеме да му излеземе во пресред да го деблокираме. Го оставаме 2-3-4 месеци, гледаме дека не постапува по договорот. Повторно ја носиме блокадата. Па после тој повторно се јавува. Или, ако бил блокиран, во меѓувреме се вработил, ние мора да ја повлечеме блокадата да го направиме вториот налог до работодавецот или остварил право на пензија. Би рекла дека одбегнуваме и ние. Бидејќи не се исплати, јас може... Се одбегнуваме и ние, но многу луѓе се жалат дека извршителите билдаат действија и дека тоа влијае на крајот на сметката. Сте забележали ли како комора дека има извршители кои што билдаат действија, а би можело да поминат без тие действија? Вие ми зборувате она што е законски, како ќе треба сега случај каде што се е законски во овој случај, мислам и со билдањето законот го дозволува, но некаде има кај што на вистина може да се помине со 2 действија наместо со 8 действија, например. Што правите вие како комора, ги контролирате, бидејќи тоа контролираме. Верувајте се одразува дека на нас граѓаните. Затоа малку и после ковид и многу обично зборувам со обичен речник, точно заради тоа да ме разберат граѓаните, многу зависи од однесувањето на должникот. Ако дојде и ако се договориме, па треба да важи договорот. Зошто? Заради тоа што цело време ќе ве земам дека вие сте доверител. И јас се консултирам со вас, дека тој дојде во канцеларија, дали се согласувате, човекот вети дека ќе уплаќа секој месец. И вие велите добро.
И нормално, јас чекам секој месец тие пари да стигнат кај мене, да ги трансферирам кај вас. Чекате 2-3 месеци, ние сме го деблокирали. Тоа е во случај, тоа е она што треба да го завршите. Но има, например, некој е совесен, се договориле, го прави сето тоа, но вие извршителите, не вие лично, извршителите му билдат и други действија и му ја обременуваат извршниот налог со други действија кои што не би требало да бидат преземени, бидејќи он решил да биде од кога дошло решението редовен плаќач кон доверителот. Има ли такви случаи, бидејќи според наши информации во јавноста што се лиферуваат, има прилично такви случаи кај што делот извршителите си ги билдат со непотребни, не зборуваме за потребни действија, туку со непотребни действија за да си наплатат што повеќе, бидејќи така ќе се зголемат учеството што го имаат. Ве разбирам. Во сметката. Во моментот, по линија на функцијата дека сум председател на комора, во делот на примената на тарифата, точно во овој дел. Како тарифата, дали се действијата, дали се набилдани со вашите зборови, за таквите представки одлучува председателот на комора. Ние имаме тарифата. И кога ќе стаса представка, колегата мора да се произнесе. Значи, не е неконтролирана професија. Имаме се водат и дисциплински постапки. Колку често се жалат граѓаните дека вака постапки се водат надвор од предвиденото, односно повеќе постапки од што е потребно? Се жалат ли често? Се жалат. И што преземате вие, ги откривате таквите? Има вина и кај извршителите или си ги штитите с вашите членови? Не ги штитиме. Имате во годишниот извештај податоци, дисциплински постапки се водат, но се трудиме да ги отклониме тие недостатоци. Ако се обидел колегата да достави 5 пати или 6 пати писма, тогаш веќе имаме една илјадарка плюс. Ако го направил првиот налог, па не се почитува вториот, значи повторно ќе речам и апелирам многу пати, нека доаѓаат должниците во канцеларија. Секое нивно доаѓање ги намалува трошоците. Од друга страна сме ние месечно доверителите ни бараат извештаи. Еден доверител, ако донал повеќе предмети, во Excel табела ги ставаат, еднаш месечно праќаат и велат пратете ми состојба што сте превземале. Значи, не е секогаш до билдањето. Добро, збориме, бидејќи има реагираат граѓаните околу билдањето и викате се вода дисциплински, еве го за 2024 година колку сте преземале, има само во вкупен број на предлози за дисциплински постапки 15, од тоа 10 сте рекле дека се е чисто, дисциплинска парична казна на 1 сте донеле, уште 1 сте донеле решение за привремена забрана, значи 15 вкупен број на предлози за дисциплински постапки имате. Ова е малце. Имаме разлика да знаете дека тоа се веќе предлози, покрената е дисциплинска. Имаме и представки. Так. Да направиме разлика. Добро. Представките се испраќаат и до Министерство за правда и до комората. Се гледа што работел колегата. Но се гледа и, убаво рековте вие, во јавноста се лиферуваат податоци. Меѓутоа, не секогаш во јавноста излегуваат на вистина, еве, јас излегувам со налог. Отворено и транспарентно кажувам, толку е. Ако се однесува, примерно, ако пристапи е толку, ако не пристапи е толку. Вчера вие бевте гостин во мојата канцеларија, точно заради подготовка на овој подкаст, ви објаснив јас дека работиме во унифициран систем. Значи, се зависи колку действија ќе се превземат. Колку действија ќе се преземат. Например, што правиме во односот на преземање на действија кои што се повеќе од потребното? Тоа ви го поставам прашањето. Како да се заштитиме, бидејќи тука, според она што е во јавноста присутно, многу граѓани се жалат дека нон-стоп гледа листата која ќе ја добијат со действија, гледаат дека имат 14 действија. Од тоа реално 5 би можело, она што го зборуваме, да бидат потребни и законски, сите Тие се се законски. иницијалните. Така, но има 10 Има, плюс. и повторно ќе се навратам. Ако
го примил првиот налог. Али ви зборуваме дали имате случаи кога намерно преземаат действија само за да биде поскапо, односно повеќе да извлечат од Ама должници. не може намерно, ние треба да имаме еден налог. Ако едниот налог се повлекува, мора да се издаде втор. Па ако сме го блокирале, ако се вработил. Да, ве разбрав. Да, Вие значи секој тој налог генерира трошок, Да. изработка на налог, достава на налог, испраќање и сето тоа си се зголемува. 1000 и 300 и 500. Може ли да ми кажете ова во годишниот извештај решение привремено одземање на правото за вршење на должност? Што е работата ова? Кој е овој еден човек? Изречена е таква казна, но не би било благодарна да зборам, не е правосилно, бидејќи таа одлука и тоа решение е обжалено на управен суд и да одиме по аналогија исто на презумпција на невиност. Може би колегата и ќе успее на во управна постапка да докаже, констатиравме, тоа е предлог од страна на комората, констатиравме дека има некои прекршувања на законот и покрената е постапка, изречена е казната. Во моментот таа канцеларија не работи, значи постои времена мерка, работи заменикот, за да не дојдат граѓаните на тие активни предмети да бидат оштетени, но не би сакала, не е правосилно завршена. Добро, дали има настрадано некој извршител за свое лошо работење? Сте го разрешиле нешто? Да, што? да. Кој се тие? Колку се на број? Во изминативе 19 години, мислам дека се 5 или 6, но има и една друга интересна работа, да има колеги, може би и кога самите ќе увидат дека направиле некоја толку голема прекршување на законот, пред да се покрене постапката, самите си доставуваат барање за разрешување од функција. Како ги контролирате? Вие имате ли моќ да ги контролирате вашите колеги, бидејќи рековте 5-6 мина заглибиле сериозно во непочитување на закон, имате ли моќ да ги контролирате? Да. Бидејќи тоа се одразува на нас граѓаните, ако они вие ако работите како учители незаконски, или доверително страда, или страдаме ние граѓани. Значи, Како ги контролирате? за да разбиеме целата таа перцепција создадена 19 години, одлучивме дека веќе ќе бидеме контролори сами на себе. Не тоа што законот го кажува, напишената е многу во овој закон, него влеговме во сериозна контрола на работите. Бидејќи тврдивме дека колку и ние да излегуваме вака во јавноста, ја ќе се убедувам и ќе ви кажувам на вас, но сакат граѓаните да видат резултат. А како да ви веруваме? Како да ви веруваме? Има уште актуелни постапки во моментот, меѓутоа не се правосилно завршени. Постапка поднесува, ние ме интересира како да ви поверуваме дека вие самите ќе се контролирате. Ние сме скептици како граѓани, бидејќи ние сме изгорени, што се вика, изгорени од извршителите и имаме елементарна недоверба кон нив. Како да ви веруваме дека самите ќе најдете сила да се контролирате? За неколку месеци комората сама иницираше 3 постапки против колеги. И докаде е сета таа работа? Има изречена и парична казна и тоа е по предлог на комората и има уште 2-3 се во процедура. Но контролата не ја вршиме ние сами на себе и исклучиво сами на себе. Министерство за правда прави годишен план на контрола на канцеларии каде што ќе влезе. Го видовте вие вчера системот во кој работиме. Исто онака како што јас сакав да ви презентирам по случаен избор предмети, исто така влегува надлежни од Министерство за правда, по случаен избор отвараат предмети и не само што го гледа во компјутерот што стои, го бара и физички, па гледа дали тоа се поклопува и дури има секоја странка во извршувањето на секој наш акт, и тоа е многу битно да го кажеме, има правна поука има во секој акт, дека има право да поднесе приговор до судот. Значи, едната контрола е преку судот, додека трае постапката, паралелно имаме контрола од Министерство за правда и третата контрола е
по представка или по наши сознанија самите меѓу себе. Така. Добро, значи ова е многу важно граѓаните да го запамнат. Има како законски да се бориме ако сметаме дека ни е нанесена правда при неправда при извршувањето. Со ова ќе направиме уште една пауза за нашите пријатели, па се враќаме да финишираме со подкастот во третата третина. Следете не, бидејќи мислам дека одговориве се интересни и треба да знаеме како граѓани, но и како доверители кои ни се нашите права и обврски. Останете со нас, после паузата се враќаме. Секој ден е нова шанса. Мал чекор, голем напредок. Верувај во себе. Ти можеш повеќе од што мислиш. Успехот е близко. Уживај во секој миг од твоето патување. Закуска со мисија. To you. Се враќаме во подкастов. Гостинка е председателката на комисијата. Повторно нешто ме тера, нешто со комисија имам работа, веројатно комисија за заштита на конкуренцијата ми должат одговори, па нонстоп ми се врзма низ главата кога ќе ми одговорат околу казните на маркетите, но тоа е друга тема, ќе ја обработуваме во друго време. Значи, гостинка ни е председателката на Комората на извршители Весна Деловска. Значи, зборувавме за застарувањето, зборувавме за структурата на извршувањето, односно налозите и како изгледаат тие налози, зошто некогаш од 1000 денари се плаќаат и 10-11 денари. Сакам едно нешто, рековте има кој начин на контрола, но мене ме интересира она што во јавноста го имаме како за вас, а тоа освен што сте дери кожи на нас граѓаните кога ќе дојдете со налозите, а тоа е дека сте исклучително богати и тоа богатство се должи на тоа што не извршувате нас незаштитените граѓани. Како тоа перцепција може да се смени, бидејќи стварно сте богати, кога ќе се видат завршните сметки, убаво имате заработувачки 40, 50, 60, 100.000 евра, тоа е чистјар, значи на канцеларијата, после одбивањето на даноците и трошоците, тоа се прилично големи суми за македонски услови за годишно, за една година, бидејќи онаа што се вика по еден стан може без малце некој извршител да си дозволи со своето работење во текот на годината. Тоа е убава сума. Реално, малкумина го имаат таа привилегија, многумина ја имаат, и зошто ве перцепираме како исклучително богати? Бидејќи секогаш ги вадите првите 10 и се добива перцепција дека сите 100 се еднакви. Во моментот работиме 93 извршители. Од годишниот извештај, кој ќе биде јавно достапен, имавте ексклузивно право денеска ви го донесов прво вас, бидејќи во четвртокот имаше редовно годишно собрание на кое се усвои, може да забележите дека 60%, па и повеќето од 60%, се предмети реализација и наплата во апелационото подрачје на скопските судови. Што значи тоа? Тоа значи дека седиштето на големите доверители, под големи, не ги подразбирам голем доверител дека е тој што има 200.000 предмети. Например, јавните предпријатија не се големи доверители, ти имаат голема бројка на предмети, но големите предмети, хипотекарните кредити од банките. Вчера јас ви покажав дека во комуналните предмети максимални награди се зависно од висината 2, 5 и 10 евра. Значи да ја разбиеме таа перцепција дека од тие 2, 5 и 10 евра може некој извршител да дојде до заработка. Добро, ако има 1000 предмети комунални, по 10 евра е 10.000 евра, мислам. Но не се наплаќаат сите. А ова е со завршен предмет. Во суштина вие наплаќате награда од завршен предмет. Така кога ќе го наплатите, се ги земате на пример 2, 5 и 10 евра. Да. Заработките вчера јас ви покажав каде се. Во големите хипотекарни предмети, вообичаено тоа се предмети меѓу банките и одредени фирми. Овде навлегуваме веќе во стопанството. Така.
но и во хипотеките кај физички лица. Но хипотеките се долгови, ниту вие, ниту јас, ниту било кој граѓанин не оди туку така кај нотар да се задолжи да си го заложи станот. Свесно се подпишува и тие свесно подпишуваат дека се согласни доколку не го исплаќаат долгот, тој стан или таа и таа недвижност или куќа да биде предмет на извршување. Максималната заработка во еден предмет, па дури да биде, јас сум имала во мојата канцеларија предмети и по 7 и по 9 милиони евра, најголемата заработка е 5000 евра. Но да се дојде до таа заработка, тоа не значи дека доаѓа предметот во канцеларија и дека јас наредниот месец тие 5000 ќе ги заработам. Ви покажав кај предмети каде што има 3 действија, ви покажав предмет каде што има 14, и ако се сеќавате во Имаше и 140 действија. Тоа се за големи пари, сега да нема забуна, ова не се кон граѓани 140 действија, ова е кон хипотекарни каде што фабрика се извршува, например, должникот е некој што има фабрика. Така, јас сум имала минатата година механизација од рудник. Сега дали тоа може и со зборови да го објаснам, како изгледа да тие машини, ја не знам ни како се викаат, тие се колку пола зграда. Треба еден дел да се демонтира, па да се симне од планината долу на асфалтот, тамо треба да чекаат како отворени шлепери се тие, тоа да се натовари, претходно треба да има најава со специјална пратња од полиција и во слободен разговор на смеа ви кажав дека што ме научи оваа професија, да ги знам сите тунели од Гевгелија до Скопје, колку се високи, колку се широки, да ја знам тежината на сите мостови, колку може да поднесат тежина. Значи, тоа е таква организација, толку превземање действија, и вие видовте, мојата заработка точно е 5000 евра во тој предмет. Но дали видовте колку трошоци има за тоа? Да, илјадници. 1.720.000 денари. Така, сега, да дојдам до заработката. Ако во годината јас примам 10 такви предмети, каде 3, каде 5000 евра, каде 2, тие се заработките. Значи, од тамо се тие извршители но тоа веќе е структура и колеги, тоа се многу тешки предмети. Така. Сега дојдеме, например, ама сепак од физички лица сте наплатиле во 24-та 47 милиона, од правни лица по 84,3, од Мајка Македонија, што би рекол еден мој пријател, 31,5 милиона евра. Сепак гледаме дека и физичките лица добро учествуваат овде, граѓаните добро сте ги черпиле. Сепак се заработува и се живее од... Се заработува, јас не велам, ви кажав, дека имаме граѓани и купуваат кредити, купуваат станови, недвижности, се задолжуваат, после тоа стануваат кредито неспособни, банката ги носи предметите. И во тие предмети, парадоксот е и тој, ние немаме проблем во тие предмети, бидејќи тие луѓе свесно подпишале. Во декември имав јас 5 станови се продадоа. Никаков проблем немаше. Бидејќи луѓето знаат дека подпишале, дошло дури автомобили кај што има, градежна механизација кај што има, тие се тие големи предмети. Така. Сега дојдеме до, спомнавме, сте извршиле 47 милиона од физички лица, што не можете да извршите? Односно, познато ни е дека може да блокирате 1/3 од сметка, од трансакцијска, од плата или пензија. Од пензија, третина или петина, зависно од висината. Од висината, третина или петина, тоа е она за да почнете да намирувате. Но што не можете да извршувате? Например, можете да правите попис, да дојдете кај мене во стан, ако јас сум должен некаде борчлија, можете и да ми ја земете куќата, можете да ми земете и во куќата што има, но што не можете да ми извршите? Сите примања кои се по било кој основ примени од социјална помош, значи не се тоа само социјална, имаме и детски додатоци, има таму една цела категорија на
помош која Министерството за труд и социјална политика ја овозможува, тие примања се иземени, стипендии се иземени во делот на паричните примања, во делот на предмети. Не може ние да отидеме во некое земјоделско семејство каде што се обработува земја, не може тракторот да му го земеме ако му е основно средство за да ја обавува дејноста од која живее. Во едно семејство дури многу е неблагодарно и неисплатливо е, ниту за доверителот. Во едно семејство не може да се земат основните средства за екзистенција, во смисла фрижидер, шпоред, постелнина, луксус се смета клима уред или телевизор. Но, прашањето е колку трошоци ќе се направат за да се појде до тоа семејство. Треба јас да викнам проценител, да го процени телевизорот, па треба после тој секој си ја наплаќа својата услуга. Па треба да објавам продажба, да излезе во дневен печат, па ја да одржам продажба за еден телевизор или, не знам, за еден клима уред. А демонтажата на клима уредот е 50 евра. Значи тоа сега правите вагате што ќе земете, што нема да земете, но генерално дали можам на пример за 1000 евра да изгубам куќа? Да ми дојдете и да ми ја продадете, ако не можам никако да ги вратам тие 1000 евра или 2000 евра или 5000 евра. Тоа беше едно од прашањата зошто ние апелиравме тогаш, не дека бевме лично засегнати од старите предмети. Оние кои рековме со законот за застареност, зошто? Ке бевме принудени и за 1000 евра да продаваме станови и куќи. Бидејќи вие како доверител ќе речете да, тој должникот има куќа, ми должи, јас ги сакам парите. Точно заради тоа се боревме. И нема извршители колеги, гледаме сразмерност да си има на побарувањето може ние да издадеме налог во катастар, но тој стои како некој вид обезбедување дека некогаш ќе дојдете, ќе се наплати. Не би се дрзнал никој за 1000, 2000 или 5000 евра да продава куќа или стан. Кола да, до 5000 евра кола може. Но па од друга страна тоа е друг проблем, најтешко е да се најде возило. Така, доаѓаме до прашањето за старите комунални случаи, бидејќи се провлекува и сега е малце нејасно што правиме со каматата. Некои плаќаа и платија, на некои каматите на нив за долг од 500 или 1000 денари или 2000 стигнаа да бидат и 20.000 денари и плюс извршни постапки и сето тоа и нотари и сето тоа, но еве каматите стигнаа. Што правиме сега со тие камати? Се враќа, например, ако основицата е 2000 и ќе биде 4000 максимум што треба да вратат, и што е со оние што ги вратиле парите или ги враќаат? Останува само основицата. Ако веќе плаќале, ако има остаток од камата, ако долгот бил голем, ајде сега ќе оперираме со некоја сума. Ако платил, имал 1000 евра долг, а имало 4000 евра камата, тој исплатил 2000. Значи се смета дека каматата е исплатил, му останува уште главницата се исплатил. А во вие 2000 не се рачуна и главницата дека се вратила? Значи системот нас не покажува. Секоја уплата се минусира. Еден дел оди отплата, исто како амортизационен план кога земаме кредит. И треба да се направи сега репресметка во суштина. Да. Ова е совет за граѓаните, веројатно веќе го знаат, но ајде уште еднаш. Од секоја уплата еден дел се намалува главниот долг, се намалува и каматата. Јас ако уште имам долгови. Например, треба мојот долг е 1000 евра. Ако јас имам камата, треба да си проверат граѓаните 3000 евра. Например, се набилдала во минативе 10-15 години. Треба да отидам кај извршителот што го води предметот. Да ми пресмета колку имам вратено камата. Ако сум вратил на 1000, веќе не треба на камата, треба да почнам да враќам главницата, но да се направи пресметка за главницата колку сум вратил во сето тоа. Ако приметивте, јас на неколку наврати реков, законите се менуваат. Недоумици, недоразбирања има. Неколку пати повикав слободно да доаѓаат странките во канцеларија. Значи, со ваков разговор, да бидеме и транспарентни, многу почитувам подготвени новинари, не ви правам лица сега, но ние патиме од незнаење и од паушално изнесување на работите.
нека доаѓаат во канцеларија. Не ги измислуваме ние тие бројки. Тоа што вчера ви го покажав, тоа го гледаат и странките. Системот немаме простор за да ја си монтирам. Видовте дека работиме со 2 децимали. Запирка 34 денари. Значи, нека доаѓаат, секој извршител прифаќа доколку има расположение. Свесни сме на крајот на денот, истиот воздух го живееме, по истите улици се движиме, во истите маркети пазариме и ние сме нормални луѓе како и сите други. Нормални се, па вие не завршувате на извршители. Завршуваме, јас сум била 2 пати. Чекај, колега ви Да, извршува. да. Еднашка за неплатен судски паушал за сообраќаен прекршок и еднашка за паркинзи, за ПОЦ. И дали ви набил да сметкате или плативте според тарифа колку што треба и да... Имаше и адвокати, си ја платив. Јас платив пред 7-8 години за... Па тоа што е актуелно, ќе го извадам ја мојот случај. За неплатена сметка на ПОЦ, јас си платив 16.000 денари. И добро, не ви опрости нешто колегата? Не ни сакав, бев лјута. Добро. Не на моментот дека должев, бев лјута за друго, бидејќи ние сме 90, рачунам дека сме како семејство. Вие сте така, еден, Горан Теменугов. Ако јас добијам предмет против вас, верувајте, одма ќе ви се јавам. Не во делот дали ќе билдам или не, да ве известам. Горан, кај мене стигна предмет, не сте платиле тоа. И што ќе добиеше ако на време ве известеше? Што ќе добиевте вие? Издал налог забрана 1/3 од плата. Значи јас ќе го платев. Човечкиот дел е многу битен. Етичкиот дел е битен. Јас бев многу љута. Зошто? Сега дојдеме, гледате што ви направиле вас, а што на обичен граѓанин ќе направи? Па И ти го истото е. сотрат. Не. Јас имам еден телефон, Горан. Значи, ако го кликнеш моето име и презиме на интернет, излегува мојот телефон. Не се научи во животот да имам 2 телефона. Не се кријам од граѓаните. Мене може да ме добија кој сака. Да, ба еве, што ви направил колегата? Како сега да ја вратиме до вербата она што го зборувавме, како да веруваме дека извршителите можат да работат по стрикно по закон кога вас не ви информирале што сте буколешки? Не ме информирале. Дека има предмет. Ова е веќе колегијалност, имал телефон, можел да ми се јави. Так. Но информацијата е, јас ја добив, кога ме пликот го добив кај мене во канцеларија, не на приватна адреса. Значи, он знае дека сум извршител. И на пликот си напишал Весна Деловска извршител. Значи, тој беше моментот. Иначе јас си добив налог. Забрана од мојата плата. Так. И ве блокира, добро. Не ме блокираше, требаше од платата да си платам. И си платив. А можевте и да не ве блокира и да си платите одма. Тоа е интересно со известувањето. Како ние граѓаните да знаеме дека доаѓаме на ред да не извршувате? Бидејќи тука мислам дека има голема обврските што ги преземаме, на пример јас секој месец кога ми доаѓа ратата за кредит, кога ми доаѓаат приливи, првим плаќам кредит, не дозволувам ништо друго. Мислам геврече, ако треба да купам, нема да купам, ќе отидам да платам првин кредитот, па после тоа ќе видам дали ќе јадам ако остане од кредитот. Мислам да разбирате. Да, ве разбирам, но Тоа е, но како на пример може да не се знае, на пример за некој побарување утужено, па не доспеало, па едноставно да не е информиран граѓанин дека има обврски кон некого. Едноставно да заборавил или да тоа не се знае. старите, веќе тие проблеми ги нема и многу убаво кажавте, веќе сите одиме, сакале или не келе, и на помлади и на постари години одиме кон дигитализација. Веќе електронски ги плаќаме сметките. Ако отворите вие на сајтот на Евана, да речеме, веднаш ќе видите дали имате неплатени фактури и ви излегуваат и стари. Имате заостанат долг. Дури и по старите граѓани, да кажам, кои се ги добиваат уште физички сметките, долу секаде има заостанат долг. Пак на крајот на денот завршуваме со... Јас многу гордо кажувам дека кај извршител стасуваат многу малку предмети. Ако се земе една, вие сте експерт за економски истражувања. Направете едно истражувачко новинарство, колку се обидовме ние како правници, имаме некој податок, колку домаќинство од последниот попис си има, направете еден пресек, колку месечно сметки излегуваат вкупно, за рачунајќи дека секој има по еден мобилен телефон,
ако се утужуваат, да речеме по 5-6 фактури во една тужба, кај извршител стасуваат не цел 1,5% од вкупно издадените сметки по сите основи. Нели доаѓаме до заклучокот дека како народ ние сме многу послушни, кротки, а веќе проблеми нема во извршувањето во новите предмети. Старите предмети правеа проблем. И дека сме финансиски веќе послушни, совесни, доаѓаат и луѓето си плаќаат. Знаат што значи... Значи не истрениравте. Не, него добија впечаток што е извршувањето. У суштина ни го встеравте стравот во коски. Не би рекла така. Се е тоа до перцепцијата, но стравот во коски. Повеќе страв имаме ние од доверителите. Ако вие сте доверител, имате предмет, Зашто ни ќутат кога ќе наплатите пари? Не ве фалат, не викаат добро извршувањето. Ние граѓаните се жалиме, наши да се жалиме. Од вас и бидејќи ни брцкате во джеп, кој што најчесто и празен. Затоа е тоа мислење. Бидејќи ние сме последниот вагон во возот, така? Рековме, има судови, нотари, има една постапка и ние сме последните. Затоа сме свесни дека ние чепкаме во новчаник. Но веќе се менува полека таа перцепција, порано мислеа дека сите пари што ги зиеме се за нас. Добро, ама зошто доверителите си молчат, а нив им го полните чекмеџето? Зошто они не решат браво за извршителите, да не се има го кажуваат, меѓутоа тоа тоа не е вест која ќе собере многу кликови. Повеќе е веста пред неколку години што излезе, не знам дали беше твоја, родиме мајко извршител и фрлиме во Македонија. Не знам. Така беше нешто, имаше наслов што да, имаше. Не знам колку кликови тоа повлече, илјадници. Ама беше точно. Не беше ништо. Јас ги гледам, завршеа, мислам, извештаите на колку има заработено и стварно постанче се заработуваше. Мислам, да, меѓутоа првите 10, а каде се другите 93? Дали има неликвидни, односно нерентабилни извршители? Има, знаете зошто? Илјадниците предмети. Имавме тука измени порано, пикот на успешноста, Чекай, сега ќе почнеме да треба да ве жалиме, бидејќи има нерентабилни. Јас многу транспарентно си зборувам. Има графикон тамо еден на проценти на реализација, ќе видите дека пикот е 2017 година. Најмногу сме... Така е, 63,3% на реализација. Тогаш имаше измени во законот, каде што доверителите беа обврзани, кога ќе донесат предмет кај извршител, да мора заедно со барањето, со пресудата, да си ги платат иницијалните трошоци. А контативно, значи? Исто како што во суд, никогаш судот нема да земе да работи предмет, доколку не си платите такса за тужба. Дали кај нотар, вие сте некогаш, кај нотар одиме, се задолжуваме, земаме кредити, ем се задолжуваме, ем подпишуваме, плаќаме и среќни излегуваме. Таа година, но и за тие одредби имаше иницијатива на Уставен суд и тие паднаа. И сега во моментот, само да речем, банките авансираат за големиве предмети. Другото, никој не ни авансира. И еден дел од мојата заработка, која, доколку правиш ти истражувачко новинарство, па сега во март ги анализираш завршните сметки, јас може да излезам во врвот некаде и ти ке речеш, да, Весна заработила 30-50 илјади евра, но нашата економија, такво ни е сметководството, јас имам неплатени фактури во многу поголема вредност од мојата заработка, за кој сум платила и ДДВ. Да, неверојатно е дел од проблемот, како неплатени, чекај сега ме збунивте, какви, имате 50.000, например, евра заработка, што какви неплатени фактури? 50.000 би се чисти. Од доверител, на хартија, да, по завршна сметка, но парите ги нема. Бидејќи тие пари јас сум ги вложила за пошта, за тонер, за хартија, доставувам фактури, не ми ги плаќаат. А од друга страна, во законот пишува... Во суштина, чекате да заврши целиот случај, за да може... Се додека трае случајот, вие може и да имате и фиктивна добивка. Да. Сега ќе ме расплачете, колку ви е тешко, мислам. Не е тешко, меѓутоа, имавме, ние сме вклучени во некои сега проекти со земјите од Западен Балкан
И многу интересно се гледаат добивките. Имаше и официјална анализа од независни експерти, финансиска анализа на нашата тарифа и работењето. И точно е тоа дека на хартија излегува дека одлично заработуваат. Не можевме, експертот беше од Холандија, па моравме да вклучиме експерт од Македонија, не можеше да поверува дека во мојата добивка во завршната сметка фигурираат и фактурите кои мене не ми се платени. Добро. Мислам ова, окей, некако да се доближуваме до крајот на овој подкаст. Се надевам на граѓаните сега околу застарувањето им е појасно што застарува, што не застарува. Се надевам дека им е појасно како се билдаат, односно каква е структурата на сметките и каде најмногу оди, и да бидат многу внимателни ако дојде до извршување веднаш да реагираат, и дека може да се жалат во канцелариите, и сите оние што многу е важно, што имаат стари случаи кај што каматата надминува главницата, да се обратат до извршителите, да се види тоа. Тоа е многу важен елемент. Дури имаме предмети каде што кога каматата стапија на снага тие измени, ние ги затворивме тие предмети. Така. Да речеме дека си платил, бидејќи со банкарски термин не знам како се, линеарно со секоја уплата се минусира еден дел од главниот долг, така, еден дел од така. камата. Многу предмети ние ги затворивме. Така. Затоа и оваа бројка од годишниот извештај излезе оваа Тоа, година. значи да бидат многу внимателни граѓаните, Нека ако се должат, обраќаат. нека се обраќаат, тоа е поентата, значи и комората и извршителите треба да се отворени за соработка. Не чепнавме тарифите, колку што знам, секоја власт како што доаѓа ви ги укинува, ви ги намалува, некој ги укинува со нула, ви ги прави. Можете ли да преживеете со оваа фактура? Оние помалите што се во долниот ешалон Веќе има најави, отворено ви кажувам, дека веќе добив сега, на крајот од годината, најави од колеги дека ќе се отварат канцеларии. И друго, значи ова не е атрактивна професија. Зошто? Прво е многу неблагодарно, ние не сме приватни лица, дека мене ми текнало, па ајде од утре ќе ја отворам. Ние сме, па ќе кажам, јавни службеници, нас не именува министерот за правда. Да, вие сте лиценцирани, вие имате, полагате стручно И години наназад, така. во јавноста вика дојдоа приватни извршители со епитетите такви какви што не насловуваат. Ако сакаме да веруваме во правото, ако сакаме да владее правото, ние сме последната алка. Само за крај, За тарифата ми споминавте, во 19 години тарифата е 6 или 7 пати намалена. Инфлаторниот процес се движи. Сега имавме минатиот понеделник и вторник регионална балканска конференција, каде соседните држави веќе има сенс некој дека трошоците на живот се зголемуваат. Во нашите канцеларии работат вработени. Вкупно имаме ние над 450 лица вработени. Бараат зголемување на плата, бидејќи се зголемуваат трошоците, Так. а тарифата тапка во место. Само една информација од годишниот извештај. За 19 години вие сте примиле 2.160.938 барања за извршување. Од тоа сте завршиле, колку што гледам, реализирани 819.765 или 37,93% сте ги решиле, при што сте наплатиле од граѓаните, од фирмите и од Мајка Македонија 2 милиарди и 83 милиона евра. Значи тоа се наплатени кои што должниците ги вратиле на доверителите. И за крај уште едно прашање, бидејќи мислам дека не е доволно во јавноста познато, вие не извршувате само јас ако ви должам или вие ми должите мене, или фирми на фирми, или граѓани на фирми, или Република Македонија кон граѓани и обратно и сето тоа.
вие у суштина вршите една дејност која што, на пример, алиментација наплаќате, вршите Тоа си е- достава. Да, и тоа си се предмети. Значи, ние и немаме представа дека вие сте у суштина она граѓанскиот суд што ќе пресуди, вие треба да го спроведете на терен. Ако пресуди дека, на пример, дури, еве, не дај Боже, дојде до развод, кај што детето треба е кај едниот родител, но е доделено кај другиот, дека вие го враќате детето кај по судска одлука кај што е одредено детето. Ваша работа е тоа. И во делот на наплатите на алиментација, па ако не си извршителите, да не употребам некој така строг збор, несовесен родител. Има по 12-13 години не плаќаат алиментација. И има една неправда, сега ова како правник ќе го кажам, во пресудите каде што е определена алиментација, никаде нема пресметка на камата. Каде е правдата? Значи, ако еден родител не платил пред 12 години досуден 1500 денари, сега може би мајката, не знам, или таткото, без разлика кој родител е, додека е мало детето, мали се трошоците. Како расте и после 10 години, кога те пресуди не застаруваат, бидејќи се има третман на повремени давања. Бидејќи секој месец. Колку е вредноста на тие 1500 денари пред 10 години и колку е вредноста на тие 1500 денари денеска. И вршиме и уште една дел од нашата работа ние, доколку се води судска постапка, судот мора исто така да ги најде, тужителот поднесува тужба, да го најде тужениот. Тужениот одбегнува, но ние сме многу паметен народ, у суштина. Тој што сака да се одбегне од врската, наоѓа начини за манипулација, за одбегнување. А зашто не напишете прирачник како да одбегнуваме извршители? Има, има, одбегнуваат, не ве разбирам. Одбегнуваат фамозниот човек што ви го кажав со 43 налози. Така. За мене е тој уметник. Уметника што работи таа личност? Просветен работник. Просветен работник. Добро, едуциран. Океј, значи, дали ова што го не ми останавте должни да ми одговорите, дали вие враќате на родител дете, на пример? Не сме имале до сега случај, тоа во Бугарија се случува. Али тоа е дел од опис на вашата работа, на пример, ако треба од еден Центарот друг за социјални грижи е тамо, во Бугарија тоа е јасно и до сега имало. Во Македонија ние го извршуваме паричниот дел. Паричниот, а не го враќате дето. Добро. Тоа да проверам што е така. Тука некаде ќе завршиме, значи ќе завршиме со овој подкаст, се надевам на сите што не следите, појасно ќе ви биде. Да, немаше крв сега да ги викам джелати, сатрапи и сите тие работи, бидејќи основна поента на моето подкаст е сите гости што доаѓаат да се заминат со должниот респект како поединци, како луѓе, и сите што доаѓаат овде влегуваат со дигнитет и се излегуваат со дигнитет, бидејќи не е поентата да имаме навредливи разговори и омаловажување и на професиите и на гостите, но се надевам дека ви стана малце појасно, дека имате свои права, дека можете да се борите и немојте на прва кога ќе видите дека ви набилдали нешто, проверете си дали е тоа така, проверете си ги каматите, проверете на што сте, консултирајте се и ако имате забелешки, имате каде да се жалите. Ако не сака комората да излезе во пресред, имате Министерство за правда, имате и судовите што се надлежни за извршителите. Така што имате можност да се борите против неправда ако е нанесена од страна на извршителите. Ви благодарам што бевте дел од подкастот. Ти благодарам, Горан, и на тебе. Се гледаме во наредната епизода. Секој е добро.